Би се усрал. Тоа би била моја прва физиолошка реакција во ова време, невреме, мене да ме ставеа, не знам, министер во новава влада. Сериозно, не се заебава. Би се усрал. Не дека не само што нема да почувствувам емоција на еуфорија, на среќа, министер, вау, каподи тути капи, ово оно, знаеш, можност да си го средам животот за сва времена, не само на мене, тука и на моите деца. Знаете, прво што им текнува на политичарите кога добиваат голема функција. Ништо од тоа. Би се усрал ко грлица. 100% ви кажувам. Без никакви онака сега да правам филмови до ова дона. Затоа што ситуацијата е таква, хаосот е толку голем, државата е во толку незавидна ситуација донесена и на надворешно политички план, на внатрешно економски, корупција, доверба во судство 1%, замислете. Што ја би паднал у депресија, пример да ме назнача овој министар, да кажем. Е така треба да се осеќа секој од вас, да се чувствува секој од вас што е назначен за министер во новата влада. И тоа е најискрено и највистинско чувство што треба да го имате. Чувство на усраност од страв. Затоа што предизвикот што е пред вас е огромен. Изгледа непремостлив. Хаосот, позицијата на која што се доведе оваа држава, не ви дозволува ниту секунда да се почувствувате еуфорично. И само ако тргнете од оваа позиција, од чувство на усраност на вашата нова функција, може да очекувате и од себе дека честно, праведно, посветено ќе ја завршите својата работа. Еден ви е таргетот, кажано со термин или странски, или една ви е целта. Македонија и сите кои што живеат во неа, македонскиот народ, ќе кажам, во смисла на нација. Затоа што гледаме дека 30 години постојат моќни сили кои што прават се да не создадеме врзно ткиво внатре меѓу сите кои што живеат во Македонија, тоа е да не се формира нација. Затоа ќе му кажам и на новоизбраниот директор на една компанија државна, со странски капитали вам. Ќе му кажам да, во вакви околности не треба да веруваме дека албанците некогаш ќе ја испеат химната денес, македонската химна денес над Македонија се раѓа. Затоа што
Никој не се обиде 30 години да ги послужи работите со оние тенки невидливи конци и да формираме нација. Никој од нас не верува дека албанците ќе запеат, друже, директоре, албанската, македонската химна денес над Македонија се раѓа. Но тоа, дечко, не значи дека ние имаме искривена перцепција за реалноста. Искривена перцепција за реалност имаш ти, ако мислиш дека македонците ќе ја сменат својата химна, само за да ви удоволат уште еднаш на вас, кои што сите ние знаеме шо ви е во главата. Според тебе, дечко, шо треба да ставиме у македонската химна за ти да ја пееш? Масакрот кај Вејце? Оној кај Љуботен? Оној дел кај што протеруете македонци од Арачино, од вама тама кои што никогаш не се вратија на своите огништа? Кој има искривана перцепција за реалноста? Таквите ко тебе, кои што мислат дека и понатаму ќе можат со закани воинствени реторики да наметнуваат волја и при тоа ќе забораваат на сите темни страни, моменти од блиската историја, ќе забораваат на своите недела или злодела, а ќе ги гледаат оние дела, добри или лоши, кај другите и ќе си дозволат да ги коментираат. Таа риторика мислам дека треба да престане за доброто на сите. И друга работа, повторно е актуелно она со Северна Македонија, само Македонија, шо ќе кажат грците, шо ќе кажат бугарите, што ќе направат грците, што ќе направат бугарите, што ќе направи ЕУ, дали ќе добиеме пацки по раце, дали ќе добиеме ова, санкции, вамо тамо. Еднаш сум кажал, може би 2 пати ќе кажам пак. Значи само оној народ кој не е сигурен во сопствениот идентитет го гради истиот тој идентитет во кој што не е сигурен, така што оспорува туѓ идентитет. Човек кој добро си го познава или народ знае од кај потекнува, си го знае својот идентитет, не му паѓа на крајна памет да оспорува нечи туѓ. Едноставно е сигурен во себе. Е сега, драги мои нови властодржци, на кои што ви посакувам среќа во премрежјата кои што се пред вас и пред нас, ви го кажувам ова како она старата, ти кажувам керко сети се снаа. Македонците никогаш никому не оспориле идентитет во историјава. Еве, ајде, не одиме многу далеку, да се вратиме изминативе 30-40 години. На кому ние сме му рекле, ти не си албанец, ти си ова. Ти не си србин, ти си ова. Ти не си бошњак, ти си ова. Ти не си турчин, ти си ова. Дали некојаш македонците некому му го оспориле идентитетот, или јазикот, или црквата, или не знам шо, верата, не знам шо. Никогаш. Знаете, драги нови властодржци, од каде доаѓа тоа? Ја знам дека
Повеќето од вас знаат. Тоа доаѓа од таму што ние сме сигурни во нашиот македонски идентитет. Знаејќи го ова како факт, нема потреба да се снебивате. Ама сте кажале само Македонија, не сте спомнале Северна. Та преку Муров. Ама шо ке рекле грците, бугаре? Та преку Муров. И за тоа нема снебивање. И вие, председателка, кои што лично ве познавам, нема влагање на прсти во нивните сали за прием, дали е во Унијата, дали било каде. Нема влагање на прсти. Вие сте председателки, може би висока 1,52 1,53 м, не знам. Влезете како у таа сала како да имате 2,10 како да сте висока. Така се влага. Тоа е говор на телото. Со самото тоа многу ке им кажете на тие околу вас, со кои што 5 минути, 10 минути после сликањето ќе треба да седнете и да разговарате за проблемите со кои што се соочивме. За идентитетот, за непринципилните барања да се избришеме како народ, за негација на македонството, што го добиваме од Бугарија, од Грција, пред се од Бугарија, но тие се врзани. Влезете како да имате 2,10, како да сте, не знам, Јокич. Многу е важно да видат во старт и преку вашите настапи, преку вашето држење физичко, преку вашето говор на тело, дека ќе бидете тврд орев. Оревон е мал, колку е помал, потежок е за кршење. Ова ми се свиѓа оревов кој ви го кажувам колку е мал или голем, а? Добре. Небитно. Оревот е мал, колку е помал е потврд. Да, точно е. Велат во светската, во големите, во овие високите кругови на политиката, во на елитна унаводници, велат малите или слабите го прават она што мораат. Жими Муров го прават, да, но до одреден прак. Има ситуации, има граници и тоа правење. Секој мал народ, како и секој мал човек, еднаш ќе дојде во ситуација каде мора да покаже дека е човек, дека има достоинство, дека има прак на толеранција, дека тој прак не смее да се помине. Како со луѓето, индивидуите, така со малите народи. Ама санкции ќе наметнале ово на Грција. Та преку Муров они ќе изгубат тамо, колку им оставаме као туристи тамо, 5 милиони евра, не знам, у лето, појма немам, не ги знам бројки, ви извинете, некој што ги знае, нека ми пише у коментари колку ние им оставаме секое лето на грците тамо. Ама нема да може да одиме тамо на море сад да влеземе. Та преку Муров. Еве, ја 6 години не сум бил у Грција од пред короната. Ми фали нешто. Се некој ќе каже ти фали у реду, ама друго ми е муавет. 2 штици вама, паркет, цел, ламперија, не е битно. Можете да се зезате. Не ми фали ништо. Има и други мориња, јездат подалеку вама тамо, но има и други мориња. Они губат. Не ние. И не е ова ситуација корења, ако треба ќе јадеме, не знам, не е ситуација. Нека види светот, а светот не е само ЕУ, не е само Балкан од Бугарија, Албанија, Грција, Србија и така натаму. Нека види светот дека постојат земји на Балканот, што во 21 век оспоруваат нечие неприкосновено право да се нарече како што сака, да се идентификува со што сака.
неприкосновено право, вредност, како сакате кажете. Нека види светот во 21 век какви примитивци има на тлото на Европа, во срцето на Европа, па дури членки на Европската Унија. Нека видат одредени членки на Европската Унија со какви примитивци седат на иста маса. Искористете ситуацијата во светот, погледнете за право чудо Трамп како пак гази. И ако го изберат за нов председател, ќе биде првиот председател што откако паднал од власт, повторно бил избран. Погледнете неговите ставови како се политички. Значи сериозни промени ќе има во светот. Доколку и Америте ја сменат својата политика надворешна кон Европска Унија, кон одредени сојузници, кон светот, кон нивната улога на светски полицаец број 1, ако се сменат сите тие работи. Светот е веќе во ресет, голем влезен. Нема потреба ние да се занимаваме со нечии јанзи, стравови, недоречености, паники, несигурности во нивниот идентитет, во нивното потекло. Зашто ние да се занимаваме со нив, бе? Која сме ние сигурни у нашиот идентитет? Што има ние да влагаме у полемика со нив? Дали зошто не сум спомнал Северна у името? Нема да спомнам Северна, бе. А кој бе, бе? Ама ева, нема, бе. Нема. Се држиш до своето. Се додека се држиш до своето, до своите корени, до својот народ, кој што знаете како размислува уврска со овие прашања. Велепредавници не, поради таа снисходливост, видовте до што се доведоа. 3000 души делегати не можат да соберат да се изгласаат нов лидер. Партијата. Зашто? Затоа што си го предадоа својот народ. Мислеа, што викаат Србине, лако ćemo. Прифата све. Името кога сменија немаше протести, немаше ништо. Сите беа исплашени, видоа што се случува после 27 април, отидоа у затвор луѓе тамо. Мислеа ќе продужа така, дека таа, како да кажам, таа уплашеност, тоа чувство на паника, дека во македонците дека и понатака ќе продолжи. Дека ќе играат на таа карта, на картата на стравот. И она познатото ако не ВМРО да се врати, да ви се врати. Уставе гаѓам. Се врати. И сега, бидејќи се врати, не ја правете истата грешка. Не ја правете. Може да играте малце политика вамо тамо вона. Ама страф од кого, бе? Од кого? Од оној што сам не знае што е. И ја да му правам кефои. Ја да се менувам, да се само поништувам, затоа што тој не знае кој е. И ти еби си мајката, бе. Не знаеш, твој проблем. Така што сега ќе морате да идете буквално блицкриг на сите фронтови, за жал, но ситуацијата е таква. Новата влада нема секунда за еуфорија. Тоа го каже и Мицковски у едно обраќање, дека е свесен што ги чека. Но
покрај тоа што треба на народов да му дадете барем 2 сантима од плафонот подоле да може носот да го извади да подиши малку, да го олабавите од даноци ненормални, од цени ненормални. Ке рече некој пазарна економија, сам пазарот ги правите. Не бе, ние не сме тоа. Соберете ги сите да ги регулирате цените, да излеземе од ситуацијата од која што се најдовме, народов да почне да се осеќа малку нормално, дека може да живее, дека може да се храни како што се хранал пред 10, 15, 20 години. За храна правиме муабет. А ова башка другово, што го зборам, башка корупцијата која што е метастазана во терминална фаза. Колку е се корумпирано, по хоризонтала, по секако ако сакате. Чистење треба. Од канцерон што не снајде, поготоа последниве 6 години, колку беа тамо на власт со Дуи. Така што ви посакувам среќа ВМРО ДПМН и на новата влада, на министрите, а од друга страна воопшто не би сакал да сум на ваше место, затоа што предизвикот што е пред вас е Монт Еверест. Толкај ногти ке треба да пуштите за да ја оправите работава. Затоа многу внимавајте, отварајте 16 очи и не заборавајте дека сметката на крајот треба да му испорачате на македонскиот народ. Догледај.